Добар ден, почитувани. Пред се да им посакаме добар ден на нашите следбеници од порталот ГО.ЦМК и Американското катче. Денес се наоѓаме во малку поинакво издание. Денес сме во просториите на Американското катче Штип, а повод на сево ова е одбележување на Денот на независноста на Соединетите Американски држави, односно 4 јули. Со ова ви го представувам нашиот денешен гостин Игор Стојанов. Игор, добро дојде. Добро е, најдобро, благодарам на поканата. Прекрасно се чувствувам тука во Американското катче. Ја поздравам вашата иницијатива која што потекна од вас да имаме некаков вид на соработка и ви благодараме што јас сум на некој начин прв гостин. Се надам дека ќе ја прошириме и предлабочиме оваа соработка со Американското катче во Штип. Ви благодарам за нашето присуство. Пред да откриеме зошто сте токму вие, нашиот гостин по повод на овој ден, да дознаеме малку повеќе кој е Игор Стојанов. Океј, јас сум новинар, веќе подолго време работам како новинар. Моментално сум во Универзитет Гоце Делчев како главен одговорен уредник на универзитетските медиуми. Тоа подразбира дека сум задолжен за содржините кои што произлегуваат на медиумите на универзитетот. Тоа се универзитетското радио, имаме собствена интерна продукција, видеопродукција, имаме печатени изданија, неколку кои што излегуваат, веб страници, нормално од неодамна порталот ГО.ЦМК кој што е портал за млади, така што повеќе медиуми и секогаш кога се обидувам така да се представам на луѓе кои што, особено луѓе кои што се во медиумскиот сектор, велам можеби единствен кој што е уредник на повеќе медиуми. Тоа е навистина тешка задача, заради тоа што наистина е тешко да се исконтролира се што излегува од медиумите, меѓутоа за среќа јас имам добри соработници, колеги кои што ме поддржуваат, па воедно и студентите кои што се исклучително одговорни во креирањето на содржините на нашите медиуми. Благодарам за се. Порталот односно goce.mk е навистина нешто многу продуктивно и корисно за нас студентите во градот и општо и за средношколците. Па со ова да продолжиме и на второто прашање, која е вашата поврзаност со Американското катче и генерално со Соединетите Американски држави? Поврзаноста со Американското катче е и на професионално, да речем, и на приватна основа, заради тоа што ние уште одамна имавме радиоемисија, Американското катче правеше радиоемисија на универзитетското радио, па така да речем на некој начин започнавме формална соработка, меѓутоа и како новинар постојано сум следел настани на Американското катче. Тие има доста настани кои што вклучуваа млади, така што тоа заеднички интерес кој што сме го нашли, тоа се младите информации и активности за нив. Имаме организирано, ми се чини, неколку настани заедно со Американското катче, така што имаме доста плодна соработка изминатите неколку години. Која е мојата поврзаност со САД? Единствено тоа што, да речем, имам студиски престој во Соединетите Американски држави и тоа повторно, да речем, на некој начин посредно или непосредно виновни се Американското катче, заради тоа што таа приказна ќе споделам, значи како се случи. Јас дојдов на ми се чини како нешто пресконференција имаше овде во Американското катче, газмент од Американската амбасада беше овде и заврши, тој ги презентираше програмите кои што ги имаат тие за стипендирање и престој во САД. И заврши, пиевме кафе надвор и газмент вели зошто не аплицираш, као. Викам, јас ли да аплицирам, као, вика, да, зошто не? Велам, па кај јас можам, нели, да ме одберат баш да престојувам, не знам, неколку месеци, па таму имаше програми за неколку години, имаше за цели семестри. Вели, аплицирај, зошто не? И неговото охрабрување искрено беше причина да пробам да аплицирам и да заминам во САД на тој 4-месечен студиски престој.
Ви благодарам за овие сите информации, еве и за останатите да верувате во себе и да ги посетувате нашите настани, бидејќи и ден денес на истиот начин функционираме. Имаме разговор или на кафе со делегатот, на кој што тие ги информираат на кои начини може да исто така добијат престој во Америка. Дали може подетално да го споделите вашето искуство од престојот во САД? Каде престојувавте, на кој универзитет ги следевте предавањата, позначајни места и градови кои имавте можност да ги посетите за време на вашиот 4-месечен престој во Америка? Па добро, ја бев значи на нешто што многу слично што работам овде, значи во еден многу сличен центар за медиуми, ајде да кажам, во рамките на универзитет, тоа е Джордж Мейсон универзитетот во Вирџинија, во едно мало градче многу блиску до Вашингтон ДС, град што се вика Ферфакс. Тоа е еден голем универзитет, државен универзитет кој што има околу 30.000 студенти на неколку кампуси. Јас бев стациониран конкретно на кампусот во Ферфакс, меѓутоа интензивно работев и со организацијата која што го организира впрочем целиот овој престој, тоа е IREX, добро позната меѓународна организација. IREX има своји проекти и во Вашингтон ДС, што значи мојата работа вклучително беше делумно еднаш неделно во ДС, 4 пати во текот на неделата на самиот универзитет. Значи следев предавањата и следев на Джордж Мейсон, мене ме интересираше нормално медиуми и комуникации. Она што беше, да речам, интересно за мене беше во самите интервју, затоа што пред да одите таму, вашата хост институција која што ќе ве прими има интервју со вас и сега има неколку институции кои што можат да ве примат и разговараат со вас, нели? Сега дали вие ќе ги бендисате нив, да кажам, дали тие ќе им се допаднете вие на нив и нели поставуваат неколку прашања и имав и јасно, да речем, прашање. Мојата цел која што доодам беше таму како, на кој начин да ги мотивираме и како да го менаџираме тој центар, да речем, во рамките на универзитетот. И моето прашање беше колку студенти годишно имате вие, и ми рекоа 600 во нивниот центар. И велам, не на факултетот, као во вашиот центар, да, во нашиот центар. Тоа беше за мене импресивна бројка, како успеваат да мотивираат и менаџираат 600 студенти на годишно ниво да поминат во нивните медиуми таму. Ние тука едва успеваме 20-25 студенти во текот на годината да ги проследиме во нашите медиуми, а таа бројка од 600 беше импресивна за мене и тоа беше целта, значи да отидам да го научам начинот на кој функционираат, начинот на кои што ги мотивираат студентите. Навистина имав многу активности. Не само што бев сместен во Вирџинија, меѓутоа ги посетив сите околни поголеми градови, Филаделфија, Њу Јорк, Чикаго, Мајами, бев на конференции во Тексас, во Сан Антонио, така што беше наистина плодни 4 месеци. Ви благодарам. Сега продолжуваме понатаму. Што е тоа што ви остави најголем впечаток од целосниот престој во Америка во однос на културата, традицијата, навиките на Америка и така натаму? По многу работи. Што е она што особено ми остави впечаток е она American smile што ја имаат, значи луѓето, за разлика од она што можеби ние го гледаме од надвор, се премногу љубезни и гостопримливи. И навистина јас дојдов таков впечаток, или можеби така ми се погодило обкружувањето. Луѓето се многу потопли од кај нас. Навистина зачудувачки можеби звучи, можеби мислите да кога ќе одите во големо место, апсолутно сосема спротивното го имам како искуство. Ако ви кажам дека во супермаркет, ако подолго од 3 секунди погледнете во некој, веднаш ќе ви се насмне, ќе ви направи муабет. Значи, веднаш се чувствувате пријатно. И она што особено се издвојува, значи јас и како новинар и професионално и приватно сум имал прилика да одам и во многу земји низ Европа. Она што Америка ја издвојува од останатите, што таму никој не се чувствува странец, буквално никој. Значи, заради тоа што околу вас имате речиси сите се условно странци, а во исто време се американци, така што го имате чувството како да припаѓате таму, да речем, уште од првиот ден, иако не сте дома.
Тоа ми беше така пријатно искуство, особено интересно за време на нивните празници, кога ти имаат чувство дека вие сте таму сами, па ве покануваат во нивните домови. Например, јас имав среќа да присуствувам на Thanksgiving dinner, иако бев комплетно сам таму. Па луѓето имаат таков сенс дека имаат некоја емпатичност, дека знаат отприлика што ви недостасува и го прават тоа за вас. Оно што особено ме изненади Да, бев, да речам, воодушевен од екстремната професионалност. Луѓето се исклучиво професионални, се е организирано и спланирано, буквално ништо не може да им избега од вид за тоа што треба вие да правите од посети, например. Не знам, ние бевме, замислете се, ни организира уште првите денови ориентацијски момент кај што ви кажуваат културата, навиките, што е она што па истражиле за вашите навики, па ви објаснуваат што може да биде различно тука, што да очекувате да биде различно. Замислете, во самите разговори велат, ако почувствувате тага за дома, јавете се на овој број, имаат подготвено човек кој што може да ве сослуша и да разговара со вас. Ако почувствувате homesick, така го викаат, носталгија за дома и така натаму. Значи, зборам многу работи нафрлувам, меѓутоа од прилика тоа се некои работи што во моментот ми текнуваат. Информациите се одлични, ви благодарам за се, особено за фактот кој што го знаеме, стереотипите околу американците, американскиот народ е сега од правиот човек, слушнавме дека всушност тоа е и не е така и дека треба да им пружиме шанси на новите можности и да го доживееме тоа. Дали имавте можност да се инспирирате за нови идеи од областа на новинарството за време на вашиот престој? Апсолутно, да. Впрочем, тоа беше целата поента на мојот престој таму. Ја додека бев таму, значи имав моја задача, да кажам, беше да направам интервју, и тоа беше, да речем, едно потемелно истражување кое што го правев, да направам интервју со клучни луѓе на клучни позиции. Значи, правев интервју од лидери на млади кои што беа, да речем, поставени на некои лидерски позиции во самата организација, во самите медиуми, до уредници, новинари, професори, раководители на катедри и така натаму. Значи, правев буквално интервју, како вие сега што правите. И дознавав од нив, впрочем, како функционира целиот систем и да, се инспирирав за многу работи. Значи, уште кога се вратив, тука ние започнавме со реализација на проектот Бруцушен магазин за млади, кој што беше комплетно, да речем, условно копија на нивниот фрешмен, се вика, нивниот магазин. Па и ГЦМК на некој начин е инспирација од нивни, например, имавме ние на почетокот реакции за ГЦМК, претпоставам оние кои што не знаат, нека посетат ликот на Гоце во картун карактер е направен на ГЦМК. Тоа е, впрочем, инспирација од нивните маскоти на нивните универзитети. Значи, сите универзитети во Америка имаат своја маскота. И, впрочем, маскотата на универзитетите го носи ликот и делото и името на самиот патрон на универзитетот. Да речеме, на Джордж Мейсон беше маскотата Джордж се викаше и беше картунизиран карактер на самиот Джордж Мейсон. Така што многу аспекти се инспирирав од функционирањето на нивните медиуми, од самото тоа дека е возможно и да медиумите да бидат самоодржливи на универзитетот, што е исклучително значено, нешто кое што во македонските медиуми исклучително недостасува. Тоа е знаење, скил на новинарите и медиумските работници да ги прават самоодржливи медиумите. Тоа е еден огромен недостаток кој што нашето образование го има. Значи, ние ги учиме само единствено да пишуваат вести, меѓутоа времето денеска е подразбира и вие да знаете да менаџирате медиум, да знаете да менаџирате human relations, тоа е многу значено, да знаете, например, кој ќе бидете уредник во иднина, да речем, на одреден медиум, вие ќе имате 5-10 новинари кои што ќе бидат, да речем, во таа редакција, да знаете да ги изменаџирате човечките односи, да знаете да изменаџирате релации меѓу нив, да знаете да им дадете задачки и така натаму. Тоа ништо од тие работи македонскиот образовен систем за жал не покрива, така што сето тоа се вештини кои што
кои што сум ги, да речем, на некој начин стекнал таму и сум се инспирирал да ги пренесам овде. Ја до ден денес имам работи кои што ги преземам таму, ги следам нивните медиуми. До ден денес читам дел од моите забелешки, затоа што кога бев таму цело време, нели, и куцав секојдневно, рече се пишував прибелешки за она што го учам. И до ден денес верувам дека и во иднина ќе се инспирирам, а голем дел, и мислам и кај себе лично, и кај медиумите на универзитетот гледам напредок, приличен напредок од знаењето кое што стекнав таму. Ви благодарам. Се согласувам како средношколец и еден студент дека нашиот образовен систем има многу голем недостаток од тоа за вештините кои што не се само од формално образование, туку и од неформално образование. Навистина ни требаат, како што рековте, за човечки ресурси и вештини за менаџирање со луѓе, со време и се останато, па и со нашите чувства. Тоа е навистина нешто големо кој што сте го вие научиле, дури можеби 10 години пред ова сега ние што го учиме, и ви помогнало навистина да бидете попродуктивни, да создадете нешто ново за нашето општество, како што и тоа моментално го правите. Дали се обиде да имплементираш дел од тие идеи и дали воопшто е реално да се очекува новинарството да функционира на исто ниво како овде, како и во Америка? Не е реално се очекува, заради тоа што меѓутоа дека може да се имплементираат идеи и концепти од американските медиуми, па и од други сфери на американското општество, да, може. И ја често го зборувам тоа, значи кај нас има голем проблем и во јавноста и во елитите. Значи, ние сакаме на некој начин да имплементираме нешто од запад, меѓутоа искрено не веруваме во тоа. Јас сум убеден дека и нашите политички елити, нашите лидери искрено не веруваат дека тоа функционира на начин на кој што функционира. Тие мислат дека само ќе прават некои финти, ќе одат на некој шорткатс и дека ќе можат да го достигнат нивото, да речам, кое што го има таму. Апсолутно невозможно. Значи мора прво и основно да верувате дека тоа може да го направите и да верувате дека тоа се прави на таков начин, за да може да го реализирате и дома. Тоа е прво и основно. Дека ние можеме и треба, како што кажав, за да ги имплементираме тие работи од западното општество, особено во делот на медиумите, треба да веруваме дека постои демократија, дека можеме да имплементираме демократија, дека вистински да веруваме во демократските вредности, за да можеме да реализираме, затоа што медиумите се директно испреплетени со демократскиот процес на општеството. Се додека имаме ниско ниво на демократија, ќе имаме послаби медиуми и обратно, нели, се додека имаме послаби медиуми, ќе имаме ниско ниво на демократија, тоа е некако ептен испреплетено. Дали можат да функционираат така, навистина е тешко, навистина не ни можеме да се споредуваме во одредени сегменти, заради тоа што станува збор за огромен пазар. Значи, станува збор за пазар кој што нуди неограничени можности, прво и основно. Второ, самите студенти, значи запознав многу студенти по новинарство таму, самите студенти, верувајте, копаат за знаење. Заради тоа што се свесни дека маркетот е премногу компетитивен, дека премногу конкуренција има и дека колку ќе стане подобар тој, ќе има подобар позиција на пазарот. Не му е битно да ја добие дипломата, апсолутно му е небитно, затоа што кога ќе отиде у BBC, у не знам CNBC, у NBC или каде да оди во кој било голем медиум во нивното општество, знае дека дипломата нема многу да му вреди, туку ќе му вреди знаењето. И тоа е едниот аспект. Вториот аспект е што го плаќаат образованието, дебело го плаќаат образованието и со самото тоа многу го вреднуваат. Кај нас образованието чини колку половина пар патики на студентот и тој не го доживува вредно. Тој мисли дека некој курс што му се нуди само заради тоа што тој курс онлайн е 1000 евра е многу повреден од целото негово образование што ќе дојде од 4 години. Така што тоа се многу аспекти кои што се во обзир се земаат, меѓутоа дека може и треба да се имплементират одредени работи за да се подобри македонските медиуми, треба, и мислам дека во големо ниво македонските медиуми се инспирираат практично од западните медиуми. Мислам, глупаво би било да кажеме дека не е така, заради тоа што
од кој друг би се инспирирале? Точно, а тие се некоја цвеста водилка кој што треба да се инспирираме, нели, да ги земеме работите кои што се добри за нас и за нашето општество. И сега со сето ова што го рековте, се уште е така. Јас како иден студент се уште се соочуваме со истите проблеми и имаме она водилка кој што сакаме да бидеме европејци, европејски народ, но не е ни до пола. Знаете што е проблемот во тоа што ние немаме суштина, немаме потпора. За еден пат да се изграда треба ние да имаме добар темел. Ние темелот го немаме. Џабе работиме за патот кој што само што ќе стапне некој ќе пропадне онова. Тоа е причината за тоа што многу мои другари и другарки се целуват од почнете од темелот. Почнете од темелот, сега почнуваме од темелот, и исто така ќе почнеме со мотивација. Доколку немаме мотивација од постарите, ние меѓусебно младите да се поддржиме и да се мотивираме. Имав едно интересно искуство повторно поврзано со еден дипломат од американската амбасада. Тој имаше исто некоја предавање, не знам, после правевме со него Stargazing, донесе телескоп огромен од амбасадата, па нешто правевме Stargazing и седнавме на пијалок тука во Штип. И као ме прашува како, што се случува во Штип, викам, па добро, знаеш, ама нема ништо, знаеш, Штип некако слаб град, нема ништо, нема театар, нема филм, нема забави, нема активности, нема кино, нема активности за младите. И вели, па направете. Што не направите? И знаеш, ме затекна така, викам, како па ние ли? Па кој века да направи? Кој да направи? Што не направите? Знаеш, ти си универзитет, работите во медиуми, што не направите нешто, вика? И знаеш, така, ние многу е полесно да се жалиме откако стварно да заеме да направиме нешто. Точно е тоа и единственото решение за тоа што како ние младите почнеме да се работуваме, ми што неколку дечки што работат со мене, пак ќе видиме, може и некои промени ќе се донесат. Апсолутно сигурно. Сега продолжуваме понатаму. Каде бевте сместени за време на студиите? Дали во хост фамилија или во некое дополнително сместување во склоп на универзитетот и накратко колку може да ни опишете? Ова се технички информации кои што може да им значат на луѓето кои што сакаат да аплицираат. Значи, оваа програма конкретно ја бев на Macedonian Media Leaders програм. Не сум сигурен дали се уште постои оваа програма. Програмата предвидува 4-месечен престој, платиновиот пат и таму имате месечен надомест. Значи тие ви плаќаат, тие ви дават плата практично. Како ќе плата? Плата. Таа ви е за се. Значи после ваша обврска е да си најдете сместување какво што вам ви одговара, да си организирате превозот како вам што ви одговара и така натаму. А меѓутоа морам да напоменам дека тие средства кои што ги добиваат сите стипендисти се сосема доволни за еден нормален живот таму. Иако во самото интервју со организацијата која бев, истото ми го одговарат како средства се доволни за живот, меѓутоа вика немој да очекуваш дека ќе живееш како од филмовите амерички, вика дека ќе имаш базен со џакузи. Викам не, апсолутно не го очекувам тоа, меѓутоа да, тоа е доволно да изнајмите соба, да имате храна. Јас имав среќа што бев на самиот универзитет, иако поголем дел од луѓето се заминуваат на универзитети кои што добиваат вакви стипендии. Значи јас се хранев во универзитетот има прекрасни ресторани кои што ги следуваат вработените. Јас се водев како афилиет, нешто како соработник на универзитетот, значи си добив регуларна картичка од универзитетот, каде што впрочем можеш да се храниш по некои цени кои што се нивни таму за нивните вработени студенти, можеш да користиш, не знам, утилитис на самиот универзитет, теретани, спортски центри, базени, сауни, се што ги следува студентите, така што тоа е сосема доволно. Бев јас лично си го најдов сместувањето. Тоа е многу едноставно, иако можеби на луѓето им изгледал тука некако многу страшно и мене ми изгледаше многу страшно. Тоа воопшто не е страшно, значи праќаш еден мејл, имате ли слободна соба? Да, имаме колку е толку е и толку е приказната. Значи ја дури имав избор на од 2-3 опции. Првенствено сакав во самите студентски домови кои што ги имаат на универзитетот, меѓутоа за жал мислам дека немаше место во тие студентски домови, така што избрав да се сместам во соба и беше сосема солидно сместување. Ви благодарам, ете една нова шанса, нели, за вмрежување на така наречено, да се снајдеме, да се осамостоиме. Тоа е навистина, мислам дека ви значело во поглед кога ќе погледнете малце наназад и кој се работи вие како млада личност, самостојно
случајно во Америка без никој сте ги направиле? Да, јас и живеев сами претходно, нели, како студент, меѓутоа тоа е сосема различно искуство, ама во секој случај колку и да изгледа страшно од тука, наистина воопшто не е страшно. Ако јас лично сам скрос можев да се снајдам, не знам, во Њу Йорк, во Чикаго, во огромни метрополи, значи сакам да кажам дека не е толку до мене колку што е до самите метрополи. Значи тие се направени за луѓето. Да, направени се за луѓето и не се направени за некој од Марс. Тие се за нас направени, значи јавниот превоз е достапен, се е јасно, се е едноставно, особено со интернет, да. Например, не знам, многу често ми поставиле прашање како се сноиш со јавниот превоз. Замислите, има апликација на мобилен телефон, Саат време. во која што ви кажува, ви стигнува нотификација, качете се сега на овој воз. Ви влегувате во возот и ви кажува на следната станица симнете се. Мислам, толку едноставно, така што нема потреба од никакви компликации. Сега уште едно прашање за крај, како се одвиваа предавањата за време на размената и што најмногу ви остави впечаток и што би примениле од сето тоа? Предавањата се регуларни, значи има неколку вида на предавања. Ја не бев таму само за предавање, впрочем ја дел од моето време посветував да работам во самиот тој центар, значи во нивното радио, универзитетско, да речем, WGMU се вика. Дел од времето посветував да поминувам на предавање, студиски предавања, нормални предавања кај професори. Тоа беше многу флексибилно, заради тоа што ми дадоа мене можност да си изберам предмети кои што би сакал да ги посетувам, предавања. Дури размислував и веќе бев во преговори да запишам докторат, значи ми понуди таква можност кај една професорка која што предаваше докторски, ми ја понуди можноста да запишам докторат и као почнав да одам на незините предавања и као кажав, окей, мислам дека можеш да бидеш окей кандидат, ќе ти дадам литература за следниот час да почнеш да се вклопиш во нашата програма, ако се почне како што треба, затоа што таму е многу важно да најдете ментор за вашата докторска. И искрен да бидам, се уплашив, заради тоа што ми даде за следниот час, тоа е за една недела, колку што се сеќавам 280 страни да прочитам, и искрено се уплашив и се повлеков од таа идеја. Не знам дали е добро, дали е лошо, меѓутоа сакам да кажам дека кога сте таму ви се отвараат и други можности. Например, ако бил некој похрабар човек, можеби ќе останал на докторски, па ќе завршил докторски, иако со договорот кој што го добивате, кој што добивате стипендијата, имате обврска да се вратите. Меѓутоа таа обврска може да се испочитувате со тоа што ќе се вратите во Македонија, ќе одработите, да речем, овде 2 години имате обврска, немате ништо обврски да правите, само да сте стационирани во Македонија 2 години. И може да си ја завршите обврска и повторно после да заминете во САД. Тоа се одлични нови врати кои што може да се отворат, верувам дека пријателството што сте ги оставиле се уште може да ви отворат некоја врата и што е да ви треба апсолутно. Сега за крај уште едно кратко прашање, од целото ваше искуство, дали може да ни издвоите едно пријателство кое што се уште трае? Па има доста пријателство. Денеска знам да се пишам со дел од студентите, значи има студенти кои што се зближивме таму и со кои што излегувавме, да кажам, поминавме интересни моменти, со некои бевме и на патувања во Филаделфија, се сеќавам. Денес преку социјалните мрежи апсолутно остваруваме контакти со професорот Роџер кој што им беше дел од мојата програма, заедно бевме на конференција, па знаеме понекогаш да си размениме мислење. Знам, се сеќавам кога почнавме да го правиме списанието Бруцуш кај нас на Угада, јас им пратив мејл да ми го пратат нивниот темплейт за од нивниот магазин, па луѓето ми го испрати и ми помогнаа во тој сегмент, така што да, остануваат, меѓутоа треба се одржуваат тие контакти, знаете, врските се жива материја и мора постојано да ги одржувате. Сега поминаа многу години од која се вратив, ама се надам дека ќе имам можност пак да ги видам тие луѓе.
Тоа точно, годините изминуваат, ама работите кои што сте ги доживеали, искуството, знаењето со кои што се го собрале од тие години, никогаш мислам дека нема да ви излезе од вашето сеќавање и можно е едно од најдобрите искуства кои што сте ги поминали како млад човек, кои што си пробале да си ја дадете таа можност да го доживеете. Апсолутно, значи работите кои што за тие 4 месеци ги стекнав, искуството кои што ги имам за тие 4 месеци, сигурно тука не може да ги стекнете за 4, 5, 6, 7 години, да речам. Така што ја кога веќе сме нели пред крајот да ги повикам сите млади луѓе навистина храбро и можеби понекогаш и дрско да учествуваат во овие програми. Ја неодамна имав едно искуство каде што дипломат дојде на предавање и сега студентите наместо да го искористат моментот да прашаат, да добијат информации како на самите нив може да си помогнат, тие поставаа прашања за бездомниците во Лос Анџелес, за здравствениот систем во Америка, не баре тие ќе го средат за здравствениот систем во Америка. Заради тоа сакам да им кажам на младите малку и посебично да гледаат во целиот процес, заради тоа што ако секој си ја гледа својата работа и својот делокруг, за сите ќе биде подобро. Тоа точно. Да, и нека аплицираат слободно, заради тоа што навистина апликацијата е можеби не е толку лесна, сега да не претерам дека е лесна, има работи кои што треба да се исполнат. Тестирање, TOEFL треба да положите. Да, TOEFL има да полагање, на пример, тој беше многу стресен момент на мене. Бев примен и сега ми рекол, ако положиш TOEFL, одиш, ако паднеш TOEFL, не одиш, знаеш, тоа беше наистина стресен момент и дури кога отидовме да полагаме, бевме двајца од Македонија, имаше двајца резерва. Ако ние паднеме, овие двајца ќе влезат наместо нас. Така што тоа беше малку стресен момент, меѓутоа за среќа нели се помине како што треба, така што сакам да кажам дека не е толку тешка апликацијата. Да, можеби ќе поминете не знам 5 сати, 6 вкупно во пополнување и се до тоа, меѓутоа не е толку тешка, не е толку комплицирана и возможно е. Тоа е навистина уште еден тест кој што тест за издржливост. Ако го тоа издржате, има се да издржате и само довербата како млада личност, ако си ја надградате, баш плюс значи како вие што спомнате дека сте зграбиле нови знаења, нови пријателства, ментори, се останато. Јас ви благодарам многу за денешното издвоено време за нас и за оваа искрена мотивација која што ја пружите кај сите млади дечки да дадат да отворат врата кон нови можности, нови знаења и пријателства, да видат ново место, држава, култура, традиција и се останато. Тие 4 месеца навистина може многу да значат за вашиот живот и благодарам денес што бевте со нас и ви благодарам на вас уште еднаш.